Да, а сега, почитувани гледачи, одиме понатаму со оние прилози кои што ги подготвивме за вас. Верувам дека ова ќе биде еден доста и едукативен прилог, затоа што ќе зборуваме за ракот на дојката. Нашата соговорничка е Маја Стојчевска-Чаповска, специјалист по радиодиагностика. Зборуваме за тоа, нели, дека октомври е месец за подигнување на свеста за ракот на дојката и за тоа колку се важни редовните прегледи. Овој прилог има колешката Бисера Ловачева. Драги гледачи, ова утро разговарам со доктор Маја Стојчевска-Чапова, специјалист по радиодиагностика. Месец октомври е месец посветен на подигнување на свеста за ракот на дојката. Добро утро до вас. Ќе позборуваме накратко за прегледите, за тоа колку младите знаат да дојдат на прегледи и без да се појават симптомите, но и зашто е добро да знаеме малку повеќе за ракот на дојката. Добро утро. Добро утро вам и на вашите гледачи. Ми е чест особена и благодарам за поканата. Секогаш имам задоволство да учествувам во вакви емисии и да разговараме на овие теми. Така. Споменав дека месец октомври е месец за подигнување на свеста за ракот на дојката, колку младите се информирани, па и повозрастните, колку често треба да ги прават овие прегледи. Месец октомври традиционално веќе повеќе деценија е посветен на карциномот на дојки и на борбата против оваа болест, со смисол на подигнување на свеста дека болеста постои и дека болеста се лекува. Традиционално, значи, во поголемиот дел од светот, генерално, значи, секаде, па и кај нас, октомври е посветен на оваа болест, меѓутоа на оваа болест треба да мислиме и во текот на целата година. Свеста треба да ја подигнеме и можам да кажам дека последниве години вродија со плод ваквите кампањи и ваквите зборувања и поголем процент од популацијата е веќе свесна и се јавува на редовни превентивни прегледи. Се уште работата не е завршена, се уште треба да разговараме, се уште треба да се едуцираме, меѓутоа мислам дека одиме во добар правец. Зошто доаѓа до рак на дојка? Зошто се појавува? Ова е многу едно тешко и интересно прашање. Нема една причина за појава на карциномот на дојка, така да не можеме да обвиниме еден фактор и да се справиме со тој еден фактор. Постојат неколку фактори кои што имаат огромно влијание и докажани се тие поврзаности. Еден од нив е генетиката, така да мораме да внимаваме и да размислуваме на тоа дали во нашето семејство постои оптоварување, постои присуство на таква болест, да бидеме свесни и во тој случај да се јавиме дури и порано на преглед. Како втор фактор кој што има најчесто голем удел во појавата и во тригерирањето за појава на оваа болест се смета и изложеноста на хормонски влијанија, без разлика дали се тоа ендогени, сами ги создаваме хормоните во вишок или пак ги внесуваме преку храната или преку медикаменти. Меѓутоа постојат и многу други фактори, како физичката неактивност, како стресот, како лошата исхрана, како загадувањето. Значи можеме да зборуваме до недоглед, меѓутоа десетина сигурно фактори на кои што можеме да им влијаеме, а скоро на се можеме да влијаеме, освен на оној генетски материјал кој што го носиме, се поврзани со појавата на карциномот на дојка. Така да имаме многу работа меѓу нас, нели, освен подигнувањето на свесноста и справувањето со факторите кои што го зголемуваат ризикот. Кои се симптомите? Односно, оние првични симптоми кога веќе треба да се реагира, односно да се посети специјалист, иако вие ќе кажете дека треба редовно да се оди на специјалист, да се прават тие превентивни прегледи. Прашањето е убаво погрешно, не дека вие погрешно го поставивте, меѓутоа погрешна е перцепцијата. Значи не треба да чекаме да се појават симптомите за да појдеме на лекар, така да првите симптоми вообичаено не значат рана диагноза. Не значи дека се што ќе почувствуваме како неправилност во дојката е поврзано со болест во дојката, меѓутоа доколку почувствуваме симптоми кои што на крајот на процесот на диагноза ќе се произнесат со диагноза карцином, тогаш касно сме дошле. Касно во смисол нема да биде тоа рана диагноза, нема да биде низок стадиум, лекувањето ќе биде покомплексно. Значи ќе вклучи хирург, ќе вклучи онколог, ќе трае подолго време, ќе има поинакви козметски ефекти, така да се е малку покомплексно. Кога треба пациентот да се јави на преглед, треба да се јави тогаш кога не чувствува симптоми. Се ќе прашате кога, нели, од кога ќе се родам ли, дали треба да дојдам на преглед или не. Значи препораките се некаде околу 30-та година да бидеме свесни дека треба да почнеме со редовни прегледи и тогаш обично сакаме да кажеме дека жените е паметно да почнат со редовни ехо прегледи. Меѓу 36 и 40 година, најдоцна 40 година да се почне со првата мамографија и таа се повторува понатаму на 2 години. Зошто двата прегледа? Затоа што има посебни типови на тумори кои што се гледаат на едната метода, има типови на тумори кои што се гледаат исклучително само на другата метода и затоа во одреден период од животот е потребна нивна комбинација.
Тоа се однесува за општата популација која што има општовни ризик на појава на карциномна дојка. Кога разговараме за популацијата која што има други оптоварувања, значи с големен ризик во смисол на семејна историја, докажани генетски мутации, употреба на хормони, пациентките кои што поминале низ инвитро, значи еден ред други на фактори кои што ги ставаат пациентките во група на среден или повисок ризик, тогаш шемата за превентивни прегледи и почетокот нивни е поразлична. Значи почнуваме малку порано. Да бидам малку посликовита, ако имаме пациентка која што е млада, нели на возраст 20 и нешто, 30 и нешто години, а има во семејството 2 и повеќе членови, многу е важно на која возраст кај тие членови се појавил карциномот. Мораме да почнеме со прегледи 10 години порано, и тоа со мамографирање, 10 години порано од појавата на болеста кај сродникот со најмала возраст. Значи се разликува од тоа дали спаѓате во општа или во поризична група. Можеме ли сами да направиме само преглед? Да забележиме дека нешто е необично, па затоа и се вика само преглед, значи тоа е оној дел кој што самите треба да го правиме и вообичаено паметно да се прави секој месец редовно. Многу е битен тајмингот, да се прави 2 до 3 дена по завршување на менструалното крварење, бидејќи тогаш се најмеки градите и најреални се, односно нема лажни грудки кои што се формираат заради оние периодични измени во циклусот кои влијаат и на ткивото на дојките. Го правиме самите, го правиме со отворени прсти, значи никогаш не треба да стискаме меѓу 2 прсти, бидејќи така ќе напипаме лажна некоја грудка и само ќе се генерира паника. И само прегледот е убав од 2 причини. Од причина да се ги запознаеме своите гради и секако дека можеби нешто и ќе осетиме, нели, па со време ќе се јавиме на преглед. Но втората скриената идеја на она кампања која што цело време потенцираме последните години за само прегледот е, ако жената прави само преглед, не ќе текне да дојде и на преглед. Значи со тоа сакавме да стимулираме појавување на жените на преглед. Инаку само прегледот сам за себе апсолутно е недоволен. Само за крај рековте и на почетокот дека се лечи. Не треба да се паничи доколку се открие, посебно на времено ракот на дојка, дека се лечи па како изгледаат понатака третманите. Дали се менува начинот на живот по дијагностицирање на рак на дојка? Дефинитивно карциномот на дојка во денешно време се лечи. 99% од карциномите дијагностицирани во стадиум 1, стадиум 0 посекако, се излекуваат. Излекување и лекување е различно. 2 буквички, меѓутоа огромна разлика. Излекување значи болеста веќе ја нема, исчезнува. Основен услов е пациентот да се јави на време. Дали остануваат некакви последици зависи од многу фактори. Значи зависи од тоа не само карциномот во кој стадиум бил, зависи и од имунолошкиот профил на карциномот. Има различни типови на карциноми кои што бараат различни лекувања. Не само различни хируршки техники, туку и различни онколошки техники. Многу е важно исто така и во кој период од животот не се случи. Значи, оној последниот дел, намерно велам последниот, затоа што воопшто не е последен, оној емоционалниот дел, како пациентот тоа го прифаќа, како го носи во текот на лекувањето и како се справува понатаму во текот на животот со таа информација дека дури и да е она рана фаза, дека некогаш бил пациент со малигна болест. Емоционалниот дел е многу различен исто така по возрастни групи. Значи едно е ако ви се случи тоа на 70 години, друго е ако ви се случи на 30 години. За жал се почесто млади жени имаат ваква дијагноза. Се надам дека овој краток разговор ќе ги поттикна дамите и младите девојки да дојдат на преглед, редовно да доаѓаат на прегледите, да не чекаат месец октомври, месец за подигнување на свеста на ракот на дојка, но и да не ги чекаат оние првични симптоми кои што ги набројавме, туку често да го прават. Благодарам за одвоеното време и за овој разговор. Се надевам дека ќе подигнеме свеста на младите дами. И јас апсолутно се надевам и идејата на ваквите разговори, на ваквите емисии апсолутно да се подигне свеста и да помогнеме. Никако и во ниеден момент не треба да генерираме страф или паника, затоа што она што сакам последно да го кажам, секојдневно единствено и прво го мислам е дека карциномот на дојка се лекува ако рано и на време се открие.